Екипите од Крушево во сениорска и од Берово во јуниорска конкуренција се победници на 30-тиот државен надпревар по противпожарна заштита што се одржа во Кочани. Тие покажаа најмногу знаења и одлично одговараа на прашањата што за нив ги подготви Комисија од Републичкиот сојуз за противпожарна заштита, кој беше организатор на надпреварот. Учествуваа по 7 екипи во двете категории како победници на регионалните квизови што се одржаа во текот на оваа година. Кочани ја заслужи организацијата на овогодишниот државен надпревар затоа што минатата година во Скопје во двете категории нашите екипи беа победници. Со тоа, тие и директно се пласираа на квизот, а покрај нив имаше и учесници од Скопје, Крушево, Прилеп, Берово, Виница и други градови од државата. Во споредба со изминатите години, надпреварувачите годинава потврдиле со познавањето на материјалот за кој се подготвувале, беше оценка на организаторите. Релативно, не баш најдобро, меѓу првите тие имаше доста ривалства, а останалите послабо знаење покажаа од претходните квиз надпревари. Кои се победниците? Победници се Берово и Крушево во различни екипи, мислам младинци и пионери. Екипите од Кочани годинава, иако не се најдоа на врвот, сепак беа меѓу најдобрите на надпреварот, поради што Манев искажа задоволство и благодарност до учениците и нивните ментори. Ово е државно надпреварување, кој беше посебен чест за градот Кочани, прв пат е, така да среќен сум и сум задоволен од се, што значи Собрание на општина Кочани помогна против Пожарниот сојуз на Република Македонија, кои и против Пожарниот сојуз на Кочани дадовме се што можевме, школите кои беа повикани и тие долготрајно, тоа е традиција за Кочани, пожарството е голем предизвик за Кочани и школите на Кочани, така да самото кажува 30 години против пожарни квиз направи, тоа е работа, тоа е труд, тоа е ангажман. Јас сум задоволен на сите просветни работници, кога ќе се повикам кај нив, тие со задоволство ги спремат децата и еве ги резултатите, што значи не добивме нешто посебно, ама добро е да се учествува. Носител на организационите активности за овој надпревар беше Општинскиот противпожарен сојуз во соработка со локалната самоуправа на Кочани. За победниците на надпреварот следуваа награди и признанија од организаторите, а следниот надпревар до година, според досегашната практика, треба да се одржи во Крушево.